Ајде, нека е се убаво и зарно овој нов ден, драги наши гледачи. Нов ден, нова нафака, како велат постарите. Ние со екипата од Алфа телевизија и Вкусот на традицијата се наоѓаме во комплексот Етно село Тимчевски, подготвени за новиот рецепт на денот. Пред се ви благодарам на сите вас што ни испраќате толку многу рецепти. Ние ги селектираме, ги презентираме соодветно затоа што Вкусот на традицијата секогаш ги прати верските празници, обичаите околу храната, периодот на годината и така натаму. Сега во овој период јас велам дека нема куќа што не јаде жива туршија или расол. Зелката, нели се вика расол. И затоа оваа манџа што ќе ви ја направам, ја одбравме токму од рецептите што вие не ги испративте од нашата пријателка Магдалена од Крива Паланка, затоа што е токму соодветно од она што е денеска расол, жива туршија и така натаму, една освежителна манџа за мерак. Оваа манџа се вика расолник. Значи, за да ја направиме оваа манџа, ќе ви треба пред се едно тенџере, едно поголемо тенџере, па нека се крчка. Можете да ставите, ако например 6 луѓе ручате, да ставите килограм расол или од жива туршија зелка, кисела зелка, или ако сте помалку, ако е главицата поголема, ставете пола насечкана, како за салата, нели расол кога јадеме. Ке ни треба масло околу 2 децилитри, 1 децилитар и половина, дури до 2, ова бара повеќе масло. Вода по потреба, 1 до 2 црвени пиперки од туршија или зелени, 2 главици кромит, 3 до 4 ситно сечкани краставици, 300 грама димено месо вешалица, а можете и сланина да ставите, 1 морковче ситно сечкано, 1 до 2 чешниња лук ситно сечкани, 1 голема лажица ќе ни треба триена сол, затоа што тоа уствари преку триената сол, пченкарната сол и чубриката и ноктесот, ние ќе ја направиме за пршката. 1 лажица црвен пипер, бибер и сол по потреба, затоа што во целата жива туршија имаме сол. И затоа велам дека прво ќе ја направите целата манџа и после ќе пробате дали треба сол да се додаде. Ние ќе ја направиме на следниот начин. Ставаме 1 децилитар масло во тенџерето. Ке го ставиме прво кромидот да го запршиме. Значи, оваа манџа бара повеќе кромид. Ете така. Да ја промени бојата, да добие стаклест изглед. И ќе го добиеме оној вкус на македонска манџа, токму со пржениот кромит. Значи, манџа расолник ви правам денеска. Откако ќе биде запржено кромичето, тука ќе му додадам малку биберче на врвот од лажичката. Така. И црвениот пипер ќе си го принесам и триената сол. Ете така. Еве, затоа што е убаво ова тенџерчево, баш нагорено. Одлично се пржи во него. Еве ја променува бојата кромидот. Сега ќе го ставам и мевцето да пушти пошто ова е нели вешаличка, имаме и малку мрсничко, свинско. Можете и некој колбавче да му фрлите овде. Охо, како ќе биде убаво. И колбавче да му фрлите. За мерак. Еве сега и ова го мешаме. Така.
Нека се запржи малку и месото. Откако ќе биде запржено месото, ќе ги додадам сите останати работи. Ќе ги додадам, значи прво ќе додадам црвен пипер во маслото и триената сол, а потоа зелката и сите работи што ги имам од живата туршија. Значи ако имате карфил, динче, значи и други работи во живата туршија, и тоа насечкајте го, ставете го. Значи ете ви предлог како да искористиме живата туршија. Оти понекогаш знае, нели, да ни остане, па да не ја фрламе, зошто да фрламе. Ке си направиме манџа со 300 грама мерце, цела војска ќе нараните. Ете така. Кога веќе ќе почнете да го чувствувате онака мирисот на домашно, на димено, на дрва, па со кромичето. Полн погодок е ова. Така. Сега ќе му го ставам лукчето, затоа што и лукчето треба да пушти убав мирис. Тоа го добив она вистинското мирисот на пржениот кромит и лук, па со димено месо. Ете така. На лукчето знаете дека не смееме подолго време да го оставиме и затоа веднаш преминуваме на следната постапка, а тоа е кога ќе го ставиме црвеното пиперче, така, и ќе ставиме триена сол, затоа што манџа расолник без црвен пипер, без триена сол, па дури ако сте љубители на буковец, да си ставите прстите да ги излижете. Еве, всушност, пред да го ставам расолот и живата туршија во манџата, јас ја правам запршката, но не со брашно, туку со пченкарната сол. Еве, значи, 2 мали лажички. Сега убаво промешувам, значи, ово е мирис од $1.000.000, да ви кажам, затоа што ја имаме сланинката или вратчето или вешалица, димена, кромиче, лукче, зачини и сега ќе го додадам расолот. Значи, еве го. И да ви кажам, во етно село е најубавиот расол. Поздрав за шефот Драги, што ја прави најубавата зелка туршија. Некоја малку ќе го подсечам. И еве го ставам тука. Дури и наместо вода можете да ставите расолница. Прстите да ги изедете. Ете така. И ова ќе си го оставиме да си крчка 1-2 часа на рингла. Или ако дома си имате шпоретна дрва, па ќе си ставите да си крчка така од страна на шпоретот. Додавам сега малку масло, па ќе ги додадам пиперките од туршијата, краставичките и морковчето. Сега додавам уште 50 мл масло, краставичките, ете така, пиперчињата, Овие се многу популарни вакви чорби сега во овој период, затоа што ни треба топла чорба, топла манџа, затоа што надвор е многу студено, а соодветно на она што го имаме во кујната или во подрумите каде што чуваме жива туршија, зелка, расол и така натаму. Сега го додавам и морковчето од живата туршија. Така. Како мириса, леле.
Ете така, уште еднаш убаво промешувам и ќе налеам врела вода ќе налеам и ќе го оставам ова затворено, но мора да се крчка затворено. А потоа при крај ќе го оставиме така да си има баш со лажица да се срка. Ќе се развари, треба време да се развари расолот, потоа другите намирници од живата туршија. Еве сега налевам, значи, мене од прилика за почеток ќе ми биде доволно 1 литар врела вода, но верувам со текот на варењето ќе треба да додавам и уште вода. Може би уште половина литар. Еве сега вака. 1 литар. Напади си децата и седни јади. Таква е работата овде. Ете така, сега морам да пробам за сол. Значи да видиме до каде е работата со сол. И доколку ги направите токму на ваков начин, сите постапки едно по едно, ќе го добиете овој волшебен вкус на зимската манџа. А во едно од наредните емисии ќе ви направам и зимска супа. Да видите и тоа колку е убава. Мислам дека сосем малку. Каков е мирисот! Еве, само 1 прстов, толку. Доволно. И ова кога ќе крчка на тивко, готово е кога маслото скроз ки излезе од озгора. И она маслото помешано со црвениот пипер, со триената сол. Ете така. Сега ова нека си врие на тивко. Уште еден совет да ви дадам. Јас така кога имам работа, кога не можам да му дворам на тенџера, што би се рекло, нели, да му дворите, и ќе вклучам рерната и го оставам да врие како манџано во рерна наместо на рингла. И ставам фолија, ставам капак, во рерна го ставам и едноставно пак си доаѓа исто како да си е на рингла, а јас си вршам други работи. Сега уште еднаш ќе пробам за сол, тоа е многу важно. Одлично. Значи повеќе од одлично. Киселко, красатко, па мирис на димено мевца без замерак. А драги гледачи, верувам дека ќе ви израдувам со оваа манџа. Останете со нас, кога јас ќе ја доварам, ќе ја комбинирам, ќе видиме со некоја салатка, усвари салата и не знам дали оди, ова има се зеленчук внатре со него, со едно топло домашно лепче или пресна погачка, да видам, пошто прават пифти тука сега во моментот во едно село, значи се прават пифтиот и тука многу се јадат и прават ова пресна погача. И ова може би добро ќе одговари со пресна погача и со подпеченко лепче. И чашка црвено винце за мерак. Останете со нас. Драги мои, пресната погачка од кујната е готова. Силвана денеска беше баш онака вредна и ни измеси ваква пресна погачка. Токму со расолникот одговара. Каква е оваа манџа, како ова мириса. Одамна не бев јадела вакво нешто. А сега е моментот токму за вакви манџички. Од кисела зелка, од туршија. Вкусот
на дименото мевце, зелката и другите мастрафи од живата туршија си го направиле своето. Мераци. И се знае со погачката, па и вака да си макнеш. Како го јавам, лажица по лажица, така ми ја грее душата. Ох, колку е ова добра. И погачката прекрасна, прекрасна. Направете и ваква пресна погачка во комбинација со ова. Драги мои, ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата. Со мислата на денот. Кога те сакам, бре, момче, можеш да ми правиш што сакаш. Но кога ќе престанам да те сакам, можеш да правиш што сакаш. На здравје до следната емисија Вкусот на традицијата. Довидување!